Сите ако се прејадаме со шеќер ќе имаме проблем некој во моментот. Меѓутоа, оној кој што има дијабетис, ќе има страшен проблем. Дури може и да почине. Исто е да речеме со депресијата. Ние сите сме некогаш депресивно расположени, ама немаме депресија. Партнерството е нешто кое што доживотно ќе се работи. Не постои период во животот кога на партнерството не треба да работиш. Дали е твоја потреба да бидеш виден, слушан, уважен, затоа што многу голем дел од конфликтите всушност се јавуваат тука. Понекогаш во позадина постои страв дека ако сме различни, нема да може да функционираме. Елена, како си? Здраво, добро сум, ти благодарам. Или ајде да бидам искрена, затоа што ново прашање сите некако кажуваме добра, малку ненаспано и уморно, ама се држам. Тука сум и драго ми е што сум тука. Да, фала ти што ќе одвоиш време денеска да разговараме. Баш пред да почнеме, имаме доста спремно кој што би сакале да поминеме денеска на една тема на која што можеби и досега не сме посветиле повеќе внимание на самиот подкаст, ама пред да почнеме со тоа, сакам да те прашам што е за тебе ментално здравје. Георги, ова прашање, фала ти што го поставуваш. Морам да ти кажам искрено дека иако сум психолог, психотерапевт, 15 години веќе се доедуцирам, многу ми е тешко да кажам точно што е ментално здравје и баш пред некое време на Инстаграм објавив и што е всушност ментално здравје и колку многу теоретски опфаќа големи теми, односно повеќе домени опфаќа, така што менталното здравје од една страна е на добро состојба, односно кога можеме да функционираме како личности, прво добро со себе, меѓутоа добро со другите луѓе и добро со животот. Еве би го поделила можеби така, менталното здравје е она здравје, нели, ако физичкото го гледаме, оно што не го гледаме, меѓутоа и те како го представуваме во однос на односот со себе си што го градиме, какво мислење имаме за себе, какви ни се мислите, процесите, значи мотивацијата, сето тоа што го носиме, како сме со другите луѓе, значи довербата, односите, ајде да кажам целокупните, конкретно и со партнерите, така што еве супер денес баш е на таква тема ќе зборуваме и односот кој што го имаме со животот општо. Во тоа би го поделила, а тие што некако повеќе ги интересира, може да дзирнат тебе повеќе кога зборувам за тоа, затоа што сметам дека е тема која што навистина е многу опфатна и еве и за физичко здравје ако прашаш, нели има многу аспекти, исто така и со менталното здравје. Значи има премногу аспекти кои што може да се гледаат, ама еве овие три ќе ги ставам како некои столбови на менталното здравје кои што се значајни. Да. Да, и кој што кажав на сам почеток, и оние кои што го слушаат подкастот знаат дека ова е прашање кој што на секој сакам да му го поставам од старт, бидејќи многу е важно како ги формулираме овие некои поими и како живееме на некој начин во однос на менталното здравје. Баш нешто што спомна на сам почеток е дека иако нели сме во време каде што моментално живееме и имаме доста поеќе ресурси од можеби порано за менталното здравје, колку е само важно, например, го спомна пред да снимаме, да се знаат вистинските термини, да се знаат за што се зборува и да не се претерува некојаш или пак да не се гледа на тоа како нешто минорно кога станува збор за ментално здравје. Така, многу е важно, знаеш како да не потценуваме оние работи кои што се болест. Знаеш, постои многу голема стигма во менталното здравје и сакајќи да се тргне таа стигма, многу луѓе изборуваат, што е супер. Мислам, тука баш сакам да кажам што е одлично. Меѓутоа, сакајќи луѓето да ја тргнат стигмата, несвесно поставија стигма на оние кои што реално патат, односно оние кои што имаат болест. Па дури доаѓа моментот кај што, еве да речеме, тоа е многу познато, анксиозноста не е болест. Да, анксиозноста е чувство, меѓутоа генерализирано анксиозно расстройство е болест. И тоа е исто како, не знам, еве сега ќе дадам некој, можеби не е соодветен пример, меѓутоа често знам да го дадам од физички. Сите ако се прејадаме со шеќер ќе имаме проблем некој во моментот. Меѓутоа, оној кој што има дијабетис, ќе има страшен проблем. Дури може и да почине. Исто е да речеме со депресијата. Ние сите сме некогаш депресивно расположени, ама немаме депресија. И сега, многу често луѓе кога не знам, нема да се расположени, многу сум депресивна. Супер, многу си депресивна. Во овој момент имаш депресивно расположение, многу си анксиозна. Да, вознемирена си, имаш некоја трема, имаш некоја анксиозност, чувствуваш, имаш некој страф и така натаму, меѓутоа немаш генерализирана анксиозност. За да може ние да поставиме дијагностика која што често ја слушам во денешно време, конкретно секој втор стана нарцис, нели баш тоа ти го споделив, секој втор стана психопат. Значи, некако таа терминологија треба многу одговорно да ја користиме, да бидеме внимателни, да знаеме што точно тоа значи, односно да
можеме да правиме класификација, дали е чувство, дали е некоја состојба. Иве конкретно фала ти што баш ова некако и го донесе, затоа што сметам дека е многу значајно сите да знаеме што е ментално здраве, сите да се грижиме за менталното здраве, меѓутоа не сите да скокаме да ставаме етикети. Па дури и ние, значи професионалните лица не ставаме етикети. Еве јас конкретно сум гешталт психотерапевт, нас дијагнозата ни е процесна и ние не се веднаш ти имаш тоа и те ставам вака. Гледам процесно што се случува, како тоа се менува, со кои личности можеби така се појавува нешто во динамиката. И меѓу нас така ќе се појави некоја динамика, ќе се појават различни прашања. Значи ова е еден процес, така и во менталното здравје. Треба да бидеме многу внимателни, затоа тука еве јас можеби и апел би дала, интересирајте се за ментално здравје. Учете за ментално здравје, работете на менталното здравје, меѓутоа не избрзувајте со дијагнози, затоа што во тој случај, како што кажав за инсулинот, тој што има дијабетес може да почине исто и така, тој што има, да речеме, реална депресија, може навистина да почине. Знаеш дека најголем број од суициди конкретно се случуваат кај депресија, меѓутоа не затоа што бил депресивно расположен, туку затоа што навистина пател. И знаеш, оној момент кога сите некако зборуваме, ама јас имам ово, значи тоа може да е многу страшно и може да е фатално за таа личност која што навистина се бори, бидејќи во тој момент може да се почувствува дека е многу слаба. Еве на сите им е тешко, јас не можам да се борам. И тука мора само да бидеме внимателни и одговорни. Значи кога споделуваме нешто, тука мора да се држи на одговорност. Пак ќе кажам, нема црно-бело, секогаш и двете се убави, затоа што убава е другата страна да слушне, меѓутоа затоа е значено и фала ти што викаш професионални лица да зборуваат на овие теми. Да, но и бидејќи мислам дека е многу важно некојаш кога станува збор за било која од овие теми кои што моментално еве се популарни, дали тоа ќе биде депресија, анксиозност, нарцизам, што и да е, АДХД. Да, и тоа секој втор сега на терапија доаѓа со АДХД, мислам. Ама, знаеш, тоа иде во две крајности. Или имаш луѓе кои што тотално го се поставуваат со тоа ајде секој сега го има ова и тие кои што стварно го имаат остануваат не третирани или пак сите имаат. И тука е многу, знаеш, дали поради тоа што со години, со децени, поготоа сега ако збориме кај нас, немало разговор за тоа, немало ресурси за тоа, немало можности како да се дијагностицираат или пак да си помогнат со овие работи, и одеднаш кога имаме сега ресурси, или се негира, бидејќи сите го имаат, или пак сите го имаат и нема што да правиме. На сите имаме дијабет. Да. Па знаеш како убаво, пак ја кажам убаво и најчесто за било каква промена да се случи или нешто мора да се отиде во поларностите. Знаеш, многу често мора едноставно да отидеш во едната крајност за да можеш да го најдеш балансот. Така што ова не е лошо што се случува и најверојатно со текот на времето само еве ќе се зацврснат професионалните граници, малку повеќе ќе се зборува на таа тема. И со текот на времето ќе може да се направи некаков баланс, меѓутоа сите професионални лица секогаш кажуваат: немојте сами да се дијагностицирате, секогаш проверете, ако ништо друго, значи конкретно на пример за депресија, 5 мора најмалку критериуми да задоволиш, меѓутоа тие критериуми не да ги задоволиш денес, ти денес можеш да имал катастрофален ден. Си раскинал со партнерот, не знам, си паднал на испит, ти си искарал со дома родителите и денес може и стварно сите 5 ќе ги имаш во моментот, меѓутоа тоа е на одреден период кога што може да се даде нели било каква дијагностика и затоа доколку постои сомневање, убаво е да се провери. Чисто за да не се нели веднаш фрли таа дијагноза, а доколку не се провери, тогаш не може да знаеме дали навистина станува збор. Тоа, пак ја кажам, нема црно-бело. Поларноста е добра сега што се случува за да може да го најдеме балансот. Ако одредена личност се јасно пример се чувствувам малце по-тажно во последниве неколку дена или не знам, имам проблем со одредена работа, како би знаел кога ми треба вистински стручна помош, кај што окей, јас не можам со ова сам да се справувам, или пак да видам, окей, ова е нешто кое што периодов ми е ваков, ама после тоа ќе бидам окей, ако продолжам да ги правам некои работи кои што мене ми помагаат. Јасно. Како... Епа и тука да не се оди во крајност, знаеш, оној моментот на маркетинг дека за секоја состојба ти мора да веднаш одиш на стручно лице. Прво и основно затоа се тука луѓето околу нас. Затоа е тука партнерот, затоа е тука пријателот, затоа е тука родителот, затоа се тука роднините. И ако порано немало толку многу психолози, терапевти и немало ни потреба можеби толку многу секогаш, е затоа што сме живеле и малку повеќе во група и сме имале таа поддршка од луѓето околу нас.
доколку си ти тажен некој период и го знаеш изворот на твојата тага и тоа не те спречува во, да речеме, зависи кој е изворот, не може да бидеме исто тажни, нели, сам нормално после некој ни починал, некој ни раскинал, некој ни сме паднале на испит, значи тагата е природна емоција. Ние ајде да речам во наводници 50-50 во животот, треба да искусуваме и ќе искусуваме негативни во наводници потешки емоции. Затоа што таков е животот и затоа на почеток ти кажав, односот со себе, односот со другите и односот со животот. Животот не е создаден да сме ние цело време стрекни, цело време позитивни. Дел од менталното здравје е да прифатиме дека ние не сме толку слаби и дека ние можеме и такако сами да се носиме со проблемите, со борбите. Многу луѓе имаат, нели, многу тешки работи што се случиле и тие никогаш не разговарале со стручни и не треба да разговараат доколку тоа не ги спречува да функционираат добро. Или пак може да разговараш, еве да речеме сега психотерапијата, пример јас конкретно повеќе со личен раст и развој работам. Нема кој знае какви проблеми луѓето страшно да не може да се држат, туку напротив, едноставно само сакаат да си ги зацврснат односите со себе, со, речеме, може да е со партнер, со работници, со колеги, слично и може би да најдат да си го искористат својот потенцијал. И затоа тука нема некое правило кога да посетиш или не, доколку имаш можност и желба, можеш да посетиш, нели, со тоа што самиот професионалец ќе те упати дали треба, што треба и како треба да работиш, значи дали сакаш да работиш на конкретната таа ситуација, да речеме во конкретно тагата и слично, но јас секогаш кажувам да не се брза. Значи да се остави еден период да сам пропатиш, односно да се случи тој природен процес на патење, на тагување, на обжалување, на плачење, на лутина, бидејќи тоа не е нешто кое што на психотерапија вака некој ќе ти го реши. Мислам, тоа е природно. Треба ние да патиме, треба ние да искусуваме негативни емоции. И мислам дека сега едно од оние несвесни, сакајќи да се тргне стигмата несвесно што отидовме сега како општество, наместо да дозволиме патење, плачење, очај, лутина како една многу здрава емоција, ние тргнавме во некоја, тоа е токсична позитивност, да мислиме дека ако работиме на себе, или конкретно ако имаме да речеме партнерски однос, дека нема ништо лошо да биде, дека нема да искусуваме негативни емоции, дека не смеш ти да плачеш, да патиш, да ти е тешко. Напротив, само што е работата на себе? Работата на себе и на менталното здравје е да сум свесна дека ова е дел од животот и дека ова е нормален, тоа е однос со животот. Дека да, има сурова реалност, има лоши работи кои ќе се случуваат загуби, ќе се случува природен процес на загуба, на живот и смрт, ќе се чувствува природен процес на ден и ноќ, нели, на поларноста во животот, и тоа е во ред. И јас како човек и повеќе, јас како човек, нели, реторички во смисол си ние како луѓе имаме капацитет да се носиме со тоа. Некој повеќе, некој помалку, на некој повеќе му треба помош и поддршка, некој можеби и на некој во одреден период од животот ќе му треба повеќе помош и поддршка, на некој не. И тоа е во ред, затоа што на различен начин ние можеме да се поддржуваме. Значи не е на ист начин, јас да речеме мојот умор денес го поддржувам со кафе, меѓутоа некој кој што кафето му штети, нели? Нема да е баш добро тоа за него. И затоа е фала ти што ова го поставаш како прашање, сметаме дека многу важно, но еве пак ќе се вратам назад. Тоа свето тројство, значи да бидеме внимателни со себе, односот со другите, нели, да не ги повредуваме другите, конкретно да речеме, доколку забележиме дека подолг период ги повредуваме другите и дека другите ни даваат фидбек и ни викаат не еднаш, нели, нормално е, природно е да има кавга да го повредиме, ама ако другите постојано од повеќе извори, од повеќе личности слушнеме дека Ѓорги, ме навреди, не си фер, најнаш почнуваат да исчезнуваат луѓе, најнаш почнуваат, нели, одоколу да ти споделуваат, тогаш може би време да се запрашаме каков е мојот однос со другите. Чекај малку да видам што е кај мене, она кое што каде јас сум токсична, нели, во наводници, односно каде јас сум лош за другите. Така што еве, тоа мислам дека значајно. Да, тоа е интересно, бидејќи себаш кога зборуваше за тоа, да размислувам, секогаш нели кога зборам со некој, се обидувам да како ова можам да си го представам во мојот живот. Супер. И мислам дека ова баш последно што зборуваше за тоа колку само пример, еве јас 6-7 месеци сум во брак. И знаеш, кога пред да влезеш во тие води, имаш некое можеби размислување дека окей, ова ќе биде многу убаво, најдобар дел од животот, искуството ќе биде. Уствари сваќаш дека самиот почеток е многу тежок, барем за мене, бидејќи ти сега си во еден различен однос кај што не живееш сам. Да. Не живееш, значи работите што функционирале за мене како единец, кој што живеел сам, кој што немал партнер, па и да си имал партнер ако не живеете заедно многу поразлично. И ти сваќаш дека
и со сите луѓе, например, со сите сега, ова генерализација, ама со голем дел луѓето кои што ми се блиски, кои што се во брак или биле со години, ми кажуваат, знам, разговарав со човек кој што ми е доста близко, вика, во првите година и пол, јас и жена ми се каравме многу повеќе отколку последните 20 години. Да. И ама тие се некои работи што, например, не се зборуваат јавно и е многу тешко да, знаеш, кога си еве се, што правиме погрешно? Зошто ни е толку тешко? Зошто е и е многу важно, например, и другата личност, тоа што сватив е многу полесно ни е сега отколку на самиот старт, кога и двајцата сме свесни дека ова е процес кој што е на некој начин и треба да биде така. Чека додека да дојде. Да, ама тие се некои работи кои што мислам дека многу се глорифицираат некои моменти во животот, дали тоа ќе биде стапување во брак, деца. Да, тоа е многу убаво чувство и многу е убаво да делиш живот со некој друг, да, како што кажа ти, бидејќи ако сме сами, не се чувствува целосно исполнен, кога ќе можеш да споделиш со некој друг, ама пак од друга страна е многу тешко кога си in the middle of it, кога си таму, бидејќи не си спремен за тоа. Види, не постои спремност пред време. Многу често така ќе ми дојде мајка, да речеме, бремена и ќе ми рече јас сега да се спремам за животот со деца. Да. Не можеш да се спремиш за животот. Знаеш, капацитетот се гради во моментот кога се случуваат работите. Не постои спремност во наводница, може да има спремност околинска, нели, од типот на каде ќе живеете слично, меѓутоа постојат и многу здрави бракови и многу силни партнерски односи кои што немале ништо од тоа, се создале заедно. Постои една идеализација, она што го донесе ти, дека тие се живеа стрекно за секогаш. Дизни цртаните, филмовите и слично, кои што има позадина Ѓорги, нормално, мислам, знаеш како литературата, па театарот, па филмот, па книгите, што мислам сите што ги музиката, песните и така натаму, носат еден момент кој што процесно во моментот на таа една бура, знаеме да ја наречеме таа некогаш не е психоза на шала, мислам, тука баш одам со некој термин, меѓутоа таа една заљубеност луда која што се јавува на почетокот во врската, особено некаде првите 3 до 6 месеци, и најчесто тие се тогаш пишува, некога и самите создаваат некаков допамин, некое влечење, некое чувство на адреналин кое се појавува, меѓутоа реалноста во животот е поинаква и партнерот, односно партнерството е една тема која што, знаеш како, еве ова сакам да го кажам, 3 главни односи во животот ќе работиш, најчесто, нели? Односот со себе, че постоја цел живот ќе го работиш, зборам 3 теми, цел живот, доживотно ќе ги работиш. Односот со себе, сето оно што го правиш, односот со партнерот, нели, доколку го имаш, ама и колку немаш, доколку го немаш, мислам пак некако ќе биде околу тоа, и односот со твојата кариера, доколку нели ја имаш, и нормално тука стојат моментот на родителство и децата, меѓутоа овие 3 се едни клучни столбови на кои што ние постојано работиме во текот на животот. И партнерството е нешто кое што доживотно ќе се работи. Не постои период во животот кога на партнерството не треба да работиш. И затоа и многу често партнерските односи се разнишуваат затоа што ние забораваме да работиме на тие. Ние си ги подразбираме или пак влегуваме во една идеализација, почнуваме да мислиме, окей, па сега веќе нема страста, па сега веќе не е ова, не е тоа што го замислував. И фала ти што сподели, да речеме, ти си конкретно на почеток во брак. Почеток на брак знае да е многу стрекно, ама еве нека пишат во коментари колку луѓе се испокарале пред свадба. Од моментот на кај ќе биде, што ќе биде, колку финансии ќе се подршат, кои гости ќе седат, кај ќе седат луѓето, на која маса ќе биде, кој колку, мислам, чисто само одам во некој момент на колку луѓе ќе се испокараат каде ќе живеат, како ќе живеат, па тука се свекор, свекрва, дедо, баба, нели, ако се живи присутни, па тука е моментот на местење на граници, па чекај сега скроз те менуваме. И знаеш, тука многу ми е важно само да го споделам делот на ние сме цели и без партнер, ние сме цела личност, меѓутоа ние бираме дека нели животот ќе го поминуваме со еден партнер и тоа значи дека и те како ќе треба да во наводници се адаптираме на новото заедно, нели, на сето оно што следи, меѓутоа и така ќе мораме не тотално да ја потиснеме, значи нашата индивидуалност, но да бидеме свесни дека колку што, да речеме, ако има две потреби, едната ние да се поврземе многу, едната да бидеме индивидуални, нели, автономија, да некоја да речам. Сега тој баланс измеѓу тие две знае да е многу тежок,
Значи, кај сите е така, Ѓорѓе, знаеш, јас не познавам некој кој што се му е розово и затоа тука сакам да го споделам делот. Да, ние објавуваме, постираме, пишуваме, затоа викам па дури во самите филмови ќе го видиш моментот на the hero journey, нели, моментот на не знам, па ќе се скараат, па ќе се случи пресвртот, нели, па на крај па тама ни ќе заврши, меѓутоа во животот не завршува, значи продолжува, ти имаш нов циклус кој што реално ќе продолжиш да го живееш. И затоа е многу важно тука само да останеме, знаеш како, скромни, понизни, да бидеме свесни дека во животот не можеме и не треба да функционираме сами, без разлика дали во случајот станува партнерски однос. И мене многу ми е ова важно и тоа го гледам во личниот раст и развој, често го гледам. Личности кои што почнуваат да работат многу на себе, Ѓорѓе, доаѓаат да речеме на терапија и знаат да се свртат против нивниот партнер. Мојот партнер не работи на себе, мојот партнер не се разбира во ништо веќе, мојот партнер не расте и така натаму. И секогаш моето прашање е како застојот кај твојот партнер делуваше на твојот раст и развој. Знаат да се збунат. Знаат да се збунат затоа што не сваќаат дека, едносно не сваќаме сите дека се е кокреација и дека застојот на едниот партнер кој што можеби морал да застане затоа што, нели, тоа е кокреацијата меѓу односот, таа динамика меѓу односот, систем е, паровите се систем, се случува заради другиот. И на пример доколку едниот работи на себе, многу често работи на себе заради тоа што другиот имал одреден застој. Така, морал да преземе одговорност, или имал поддршка, не мора да биде лошо. Може да биде и конкретно да речеме партнерот работи на кариерата, на личен развој, да речеме другиот партнер или партнерката ги чуваат децата, го чуваат семејството, го чуваат домот и така натаму. И тоа се некои работи кои што ние си ги подразбираме. И кога ќе почнат да работат, сваќаат дека тука се јавува еден, во овој случај, нарцизам кој што ја преминал малку границата, нарцизам како здрава црта на личност, како себе љубов, а не нарцизам како нарцистичко преметување на личност. Мислам, чисто тука морам да го споделам ова. И каде што не одиме во себе да видиме што е она што е, нели, окей, што е нешто е добро, што е нешто се случило во целој процес, туку се вртиме против партнерот и го гледаме партнерот како некој што не е доволно добар. И тука мора да бидеме свесни. Ако ние работиме на себе, ние не стануваме подобри личности. И ова многу често го гледам во динамики, да речеме снаа, свекрва, мислам, чисто го еве како семејни односи кога се случува, едниот се гледа како да не е доволно. Ние не сите сме различни, не можеме да бидеме еднакви. Не можеме да бидеме неравноправни, мислам и сето тоа, ама сите имаме еднаква вредност. Да. Сите еднакво вредиме. И ова морам да го нагласам затоа што постои некој тренд во наводници на личности што работат на себе кои што несвесно, мислам ова не е намерно, никој тоа не го прави, да речам со умисла, ама несвесно почнуваат да имаат повисоко чувство за себе и поголема вредност за себе, сакајќи да излезат од некоја мала вредност која што ја чувствувале, отишле во поларноста. И како ти кажав, мора да се случи поларност за да дојде некаква рамнотежа. Че тоа што работиме на себе не значи дека сме подобри од другите, туку може само да бидеме посвесни и на другиот на посвесен, на поасертивен, на емпатичен начин можеме да му споделиме што оно што би можело, нели, да се смени или да го направи во случајот за негово добро или пак за доброто на партнерството. Да, тоа е интересен момент бидејќи никогаш не е рамна линија. Значи, барем пак зборувам од лично искуство каде што има моменти каде што и јас треба да жртвувам некои работи, заради тоа што на мојот партнер тоа му треба, тоа и треба, а има моменти кај што другата страна ама некојаш мислам дека ако некојаш е многу тешко да се биде свесен за тоа, секојаш затоа е убаво што каже како ние не со намера не го правиме некои работи, туку баш она несвесно забораваме некојаш и ни треба малце, дали тоа ќе биде разговор, дали тоа ќе биде разговор со професионално лице со некој друг, кај што ќе ти помогне да сватиш, чекај, вие моментот таква е ситуацијата, во последно време работа дека не може на двајца да ни биде да ни биде премногу тешко и да се откажуваме од се, да едноставно да бидеме обземени од нашите емоции. Мора едниот да му помогне на другиот, бидејќи ако и двајцата сме немаме ништо што да дадеме, нема да може да функционираме, барем нема да може да функционираме на некој оптимално ниво. И тука и кога станува збор за работење на себе, за pursuing your dreams, значи градење на кариера, некој мора да земе второ или да се откаже моментално за другиот да може да напредува. Мислам дека тоа е многу тешко некојаш после одредено време, кај што забораваме
зошто и како се случуваат сите овие работи. Па затоа мора да се работи на партнерскиот однос, да се разговара, да бидеме благодарни, да им уважуваме на другите што прават. Знаеш како, кога едниот да речеме ќе направи чекор назад, да му бидеме реално благодарни зашто тоа се случува и обратно кога едниот оди напред, да бидеме реално и навистина да го тоа прифатиме да биде така. Многу е тешко ако вредностите да речеме ни се различни. Во тој случај многу тешко знае да партнерството опстои затоа што знаеш како кога немаш исти вредности, не зборам интереси. Значи сега ти ако сакаш фудбал, а твојата сопруга сака да гледа, мислам, не знам, сака накид да прави, сигурно не треба ти да сакаш накид или таа да сака да гледа фудбал. Не зборам за интереси. Многу често кога кажувам вредности, луѓе мислат, аха, па ние имаме скроз различни интереси. Сега ти ако сакаш со коли, не знам, машински, пример инженер си и се занимаваш со, сам не значи дека треба истото да го сакаш, тоа ќе си го правиш со пријатели, со колеги и така натаму, но да речеме вредноста во смисол на семејството, на на искреноста, на емпатијата, на еве конкретно ако па и децата тука ќе ги ставам нели на родителството и слично, ако партнерите имаат различни вредности, едниот сака да речеме да се оствари многу како родител, другиот не, тука се многу тешки партнерските односи да се наместат. Ама пак ќе кажам, во маката, односно во наводници, во таа тежина, во тоа местење е убавината на самиот партнерски однос, затоа што ти фактички лошо е кога се губи комуникацијата, кога ја нема таа комуникација да кажеш дека мене ми е тешко, мене ми треба помош, јас сега се соочувам со ова и така натаму, туку кога знаеш има едно избегнување, многу често знаат партнерите да се повлечат или да влезат само во обвинување, знаеш, во критикување и обвинување се бара виновникот, па ти тоа не си го направила, ти тоа не си го направил, ти ваму беше, јас таму беше, наместо да се најде знаеш, оној моментот на повеќе се зборува некако за фактите наместо за чувствата, а реално нели, окей, јас се чувствувам вака и вака, дај да видам дали стварно овие нели ситуации кои што ни се случија, овие работи влијаат врз тоа или има нешто позадински многу поголемо кое што стои, дај да видиме како може нели тоа да се смени. Да. Многу често партнерот знае да обвини, ама ти зашто така се чувствуваш, ти не треба така да се чувствуваш, јас не мислев така и така натаму. Тука се вежба, нели во наводници, односно тоа се вежба, мислам тоа буквално се вежба тие комуникацијски вештини. Како да му пристапиме на партнерот, што да правиме и ако едниот партнер не го знае тоа, во рете. Доволен е еден партнер, било кој, значи да презема да речам одговорност и иницијатива еден да работи, да речам повеќе на да се истражува во менталното здравје за да може на другиот да му посочи, односно да го повика на таа одговорност и на таа свесност и без да му кажува слушај се вака и вака јас во таа и таа книга, нас не требаат книги, едукации, не знам што за партнерски односи, нас не треба присутност. И ако ништо друго тоа што сме го научиле, што сме го прочитале да го примениме. Значи, окей, ако јас сум прочитала дека треба да поминувам време, стварно да поминувам време со партнерот. Ама често се случува друго, Ѓорги. Знаеш како ние читаме, учиме, гледаме, слушаме секакви подкасти и наместо да одиме во акција, ние одиме во вина. Па зошто ова не е така, па јас ли морам ова да го направам, па што не му текна него или неа тоа да го направи, па се ли јас морам да водам и така натаму. И автоматски каде што има префрлување на одговорност, каде што има некакво префрлување на вина, партнерскиот однос почнува да се ниша. Да. Едно од работите кои што заедно со мојата сопруга ги направивме во текот на лето, бевме на двонеделно брачно советување, каде што секој ден по неколку сати поминувавме разговор со психолог и доста интензивно. И не на секој му треба, ние се осетивме дека ни требаше на нас и една од работите баш сега да се надоврзам на тоа што го спомнати, беше токму оној момент кај што нели поготово кога стана збор за недоразбирање, за кавги, за некои конфликти, јас сватив барем и мислам дека и на двајцата тоа ни помогне тоа да бидеме свесни дека кога станува збор за конфликт, деталите не се важни. Важно е како другата личност мисли, значи колку сме присутни во сето тоа, колку другата личност се чувствува дека ние ја слушаме. Бидејќи јас сега не знам, ние сме во конфликти, разговараме за некој било која секојдневна работа. Не е важно дали јас сум во право или таа е во право, туку колку само е важно да таа се чувствува слушнато, јас се чувствувам разбрано и слушнато, а деталите на крајот на денот we're gonna figure it out. Ке се договориме кој ќе ги мие садовите или како ќе се однесуваме дома и кој ќе би одговорен за што, се додека ние се разбираме и другата личност не знае дека ние ја слушаме и
и тие работи се многу поважни од некои детали кои што мене тоа на пример беше многу тешко кога сега се докажуваме. Не, вака беше. Ја не кажа вака, туку ова беше тој момент. Чувството во позадина, што е, не сум видена, не сум прифатена, не сум избрана, не се чувствувам сигурна. Знаеш, во еден однос мора да постои прва безбедност, сигурност на односот. И ако нема таа сигурност во односот, многу е тешко да може да се случи на моментот на да те видам, да те слушнам и понатаму нели да може било што да ние разрешиме во конфликтот. И секако една голема доза неискреност да постои, нели, каде што ќе знам дека имам простор, значи во партнерството, нели, како систем правиш простор, во тој простор се чувствуваш безбедно и можеш да бидеш искрен. Да. Ги спомна вредностите. Тоа е една работа која што мене ми беше интересно да сам себе да се запознам, бидејќи во неколку различни партнерски односи пред секој од нив мислев различни работи, кои што ова ми е важно, другите работи не се толку важни. Првото кога ставаме збор за вредности. И после тоа сваќаш дека не, многу ми е важно јас со таа личност да можам да имам разговор на теми кои што мене ми се важни и мене ми е важно таа личност да ги дели сличните или исти мислења. Ама има некои, например, одредени теми кои што не ми е толку важно. Сакам да направиме малце повеќе околу тоа, кои се некои вредности кои што дали ти преку лични примери, работа со клиенти, кои што гледаш дека се многу важни, бидејќи преска спомнав и сакам малце на тоа да се задржиме. Знам за мене многу е важно да гледаме на светот на ист начин, у смисла јас сум некој кој што политички сака да и гледа на работите, дел од сум учел за тоа и мене ми е важно јас да се согласувам политички со мојата сопруга партнер, бидејќи ја гледам различно на некои работи од нејзе, ама Океј, али во тие политички е многу широк сега поем, нема да бидеш политичар сега. Што точно? Кои делови од политиката? Како гледаме на работите? Океј, како? Што е оно кое што ти е важно во тоа кога викаш политички, кои тука аспекти, столбови или вредности, пошто не знам, знаеш како вредноста не е иста тема да ме интересира. Туку да ме интересира, да речеме семејство, ако ти е многу голема вредност, нема на ист начин ти да се мајката ќе дојде, речем, пример. Мајката си го замислува животот едно со дете, таткото може на друг начин да си го замислува. Вредноста е иста, работите кои што ги прават се различни, па дури мислењата за самото родителство може да бидат различни. Меѓутоа да речеме, ако седнеш затоа ти викам честно, емпатија, кои делови, може да земеме твојот пример. Кои делови кога викаш политички, сакам да смислиш во што да сте исти, на пример. Во кои делови во смисол на сакам да е, не знам, да е отворена или за позатворена, сакам да е по-конзервативно сум сега. Но сум на моменти, што е она кое што да речеме кај тебе, тоа е вредноста и не е важно таа на кој начин тоа истото ќе го изразува, туку во смисол не тоа да биде политички, на пример, да биде политички да гледа на светот. Што значи политички да гледа на светот? Да речеме да биде честна, да биде искрена, да биде некои верувања и на пример кои се работи кои што за неа се важни. Тоа го спомна, нели, имаш различни видови на дали прогресивно, дали конзервативно и кои се политики доаѓаат од тоа. Јас сватив дека иако на почеток би бе не е важно, бидејќи можам да имам разговор со секој, не ми е проблем некој да не се согласува со мене, ама после неколку врски сваќаш, не јас сакам да се согласувам со. Ама со што? Со нивните убедувања, види, убедувањето и уверувањето не мора секогаш да е исто. Вредноста, да речеме да бидам честен, може јас на различни начини да бидам честна. Ама ме разбираш, јас и ти може да не се согласуваме на едно нешто и тоа е многу важно. Сега ќе ти го донесам во ти може би имаш па тука еден друг момент дека сакам сопругата да биде нели повеќе свртена кон мене. Тогаш сакам да биде ориентирана кон мене и да биде слично на мене и да оно што го кажам, дали тука сакаш да има критичко размислување, кој рекол дека секогаш мора да бидеш во право. Мислам сега ова чисто те конфронтирам, сите многу луѓе го имаме тоа и јас вклучително сум го имала. Меѓутоа знаеш самата работа на себе, работата со луѓе, доаѓам до момент, а ние никош не можеме да знаеме дали сме 100% во право. Кажал дека сме 100% во право. Светот колку е изменет. Дури самите вредности кои што се промовираат, се менуваат со текот на годините. Колку е изменет светот? Да речеме, не морам да одам многу далеко, последниве 2000 години, да не одам 2500 Ај некоја историја што најмногу ја учиме последниве 2500 години. Колку вредности се изменети?
Значи колку работи се променети, колку мислења, колку верувања се изменети. Тоа е нешто кое што знаеш како многу е важно тука мислам затоа ти го носам како момент на што треба да е исто кај твојата сопруга, што е она, да речеме и во ред да признаеш ако сакаш твојата сопруга да речеме да биде повеќе ориентирана кон тебе. И тоа е во ред. Лошо е ако не си го признаеш тоа, па влезеш во партнерскиот однос и бараш од неа да тоа го прави, таа да речеме има силен индивидуализам, силно критичко размислување, многу е отворена на пример за некои теми и слично, и тука може да настане некакво разнешување. Ама и убаво е да го видиш од каде ти доаѓа тоа. Дали е твоја потреба да бидеш виден, слушан, уважен, затоа што многу голем дел од конфликтите всушност се јавуваат тука. Не се конкретно со да речеме има различно убедување од мене или слично, туку ако има различно убедување, значи нема сака или ќе ме остави или ќе се разделиме. Понекогаш во позадина постои страв дека ако сме различни, нема да може да функционираме. Ама ние сме различни и секогаш ќе најдеме разлика и доколку во позадина стои да речам еден голем процес. Еден баш е тоа голем процес дека окей, ако јас имам разлики со мојот партнер, тоа значи дека мојот партнер може да ме остави, може да замине, може да не функционираме, може не ме сака. Знаеш, многу е важно само да го освестиме ова за да може да го држиме некаде во позадина во заграда, а не да ни биде факт во моментот што се случува. Затоа што ако јас сакам кафе, а ти не сакаш кафе, ти сакаш не знам сок од портокал, тоа нас не направи дека не можеме да функционираме така, тоа не прави окей, имаме различни преференции, да не одам англиски, ми доаѓа лајксен. Да кажам, мислам имаме различни преференции, различни работи сакаме, но тоа не значи дека јас тебе те напаѓам. Значи многу често се случува да речеме, ако јас сум вегетаријанец, не треба да одам да го нападам тој што јаде месо. Или ако јас јадам само месо, не треба да го нападам вегетаријанецот. Доволно е само да го разбереме. Тука е многу важна, Ѓорги, емпатијата. И затоа викам, дали е вредност тоа што го сакаш или само сакаш да имате исто мислење. Значи, ако одиш на вредност, која вредност сакаш да ја држи? За да ја откриеш вредноста во позадина, затоа ти ја носам. Да речеме, сакам да е семејството да му е, да речеме, на големо ниво на вредност, че семено ориентирам, пример го носам. Не е важно на кој начин. Понекогаш тоа ќе биде преку финансиски, понекогаш преку присуство, понекогаш преку желба, нели за да речеме со игра со децата или со сопругата и така натаму, че на многу начини ти можеш да придонесеш за таа вредност. Сакам честност, значи сакам честно живење, што значи нели честност за тие двајца. Работата што си ја работи да е чесен со мене, искреност и така натаму, сакам отвореност кон личен раст и развој, сакам не знам автономија посилна, иако тука за врски за партнерски е доста тешко, ако е многу силна, ама може да речем има парови кои што има вредност да таа некоја автономност повеќе се задржи и тие партнерства да речеме се поотворени. И обратно има позатворени партнерства, особено на Балканот. Еве ние конкретно сме балганци и мислам дека е окей да зборуваме кај нас се уште не е дојден тој тренд на преголема отвореност, премногу да речам па и сексуални ориентации, мислам општо, еве да речеме во Америка има доста, ние ги немаме тука, мислам не ги не знам јас македонските термини, буквално никогаш не се не зборувало за тие. Мислам има баш на најразлични сега некако сега тука е многу важно да ние се зборуваме за Балканот, да видиме што е оно што е тука, бидејќи ние сме растени со одредени мисли и верувања, ние сме растени нели од одреден, мислам родители кои што живееле на таков и таков начин. Тука на Балканот, да речеме контролата како потреба кај партнерите многу често се гледа на љубов. И некогаш доаѓа да речеме, јас конкретно повеќе со женска популација сум во контакт, меѓутоа доаѓа во моментот леле нарцисе. Леле ме контролира и слично. И да, знаеш, на прв поглед, кога ќе ги видиш вака работите што ги прави контролата, посесивноста, љубомората, па не ја пуштал да излезе ваму, па да не носи кратко и слично, навистина делува така, но во позадина не е нарцизам, не е нарцистичко пореметување на личност, во позадина најчесто е од една страна склоп на уверување и вредности кои што не се пренесувани, знаеш, од моментот на каква да биде жената и така натаму, од друга страна нормално е стравото загуба, мислам самата таа контрола која што се менува со љубов, но има еден друг момент, а тоа е емоционална незрелост. Најчесто машката популација, особено тука на Балканот, не растат толку многу емоционално зрели. Знаеш, машките имаат многу поголем проблем да бидат и ранливи, да се отворат и да зборуваат на тешки теми, затоа што доколку го направат тоа, жената ќе ги помножи со нула. И ова мислам дека многу важно да го кажуваме, да го зборуваме, затоа што филмот, театарот, книгите носат машки персони кои што најчесто имаат многу силен нарцизам. Знаеш, на турски на серии, филмовите, па она е нешто ладен, па нешто, знаеш, тука многу е богат, многу е ладен, он никогаш не се распаѓа, освен или нешто кој треба да ја моли тука на пресвртот.
тоа малце не е реално. Тоа може да биде нарцистичка некоја структура, да речеме, која што многу млади девојки трчаат по таков партнер, а тоа е ладен, студен, емоционално недостапен, што ќе ти е емоционално недостапен. И знаеш, кога да речеме ќе се соочат со реалноста, доаѓаат во еден момент на буквално тој минимум им е доволен и мисла дека тоа е љубов. Во суштина љубовта е емоционално поврзување, е нешто многу подлабоко. Мислам, моментот на каде што им станува доволно затоа што ќе ги погледне, ќе им пише една порака и така натаму. Сакам да го донесам овој дел затоа што многу често на Балканот го гледам како проблематика Ѓурги, каде што читајќи такви книги и гледајќи такви мислам филмови и така натаму, ние мислиме дека така треба да изгледа машката личност. И ако машкото дојде и е ранлив и се отвори и му ги кажа мајките, некако веднаш се гледа како слабак. А всушност не е слабак, тоа е многу поемоционално зрел маж. Ама младите девојчиња се уште имаат проблем да направат рационално да размислат. И затоа секогаш викам тука не мора ние кој знае што да правиме. Ние треба само да го поттикнуваме луѓето, особено младите луѓе. Мислам не само младите, да се разбереме и старите, да го вклучат разумот, рационално. Значи ние сме луѓе, имаме се рационално да размислиме, да просудиме, да дури понекогаш викам напиши, види што делува ова, значи види дали партнерот е стабилен. Или на пример ќе ме прашат како да знам да речеме црвени знамиња, на red flags, знаеш како во врска. Тоа е многу лесно. Тие се секогаш најчесто вака тука не стојат, само што ние сакаме некако да идеализираме, да интерпретираме. Значи самиот момент ако ти се запрашаш дали оваа личност е добра, нели? Моментот на дали оваа личност е добра, дали е искрена, дали е честна, доколку нели тоа е вредност, кај повеќето верувам дека е. Тоа е еден момент. Од друга страна, дали е доследна? Дали личноста е доследна? Дали личноста мене ми враќа на пораки? Дали тоа што го кажува, тоа и го прави? Тоа не е нешто кое што не знам што ти треба ти да одиш на терапија и така натаму. Значи, дали личноста е доследна со мене? Дали навистина сака да биде со мене? Колку ми враќа, како ми враќа, бидејќи личност која што се сака, личности кои што сакаат да бидат заедно, и верувам дека повеќето ќе се согласат. Нема играње игрички, пак и вратам последна недела или не знам што. Мислам, тоа е нешто кое што има многу млади. Мислам, многу млади доаѓаат со таква некоја тематика. Тука нема игри. Или сакам или не сакам. И од друга страна, меѓутоа луѓе кои што се недоследни, тие најверојатно и понатаму во животот ќе бидат недоследни. Од трета страна, како си со другите луѓе? Значи ние одма гледаме кој какви односи има, какви пријателства има, какви се со родители, какви се со сасвем нормално е, нели може ние совршени односи да имаме со сите, меѓутоа од прилика да видам како се однесувам, како зборувам, како ги третираш, најверојатно и тебе така ќе те третира тој партнер, можеби подобро ќе те третира на почетокот, меѓутоа во првата криза или доколку не работи на себе, нема да те третира поинаку. Тоа е оној момент кај што ти гледаш некоја личност каква е или карактер каква е најчесто која е во мислам која е во однос со луѓе кои што се под нив, така? Значи има примери кај што нели ако некој се одиме во ресторани и тие се однесуваат многу полошо со тие што ги служат, дали тоа ќе биде ресторан или било што, многу кажува за самата личност, многу кажува за тоа какви се, видејќи на пример еве се јас уште од сам старт јас сакам да импресионирам таа што сакам да ми биде партнер. И ние многу почесто правиме некои работи што можеби ние не сме такви, ама ги правиме за да се покажеме, за да се докажеме. И кој што кажа ти тек после тоа, откако ќе стапиме во партнерски однос, се покажува таа личност, ама уствари цело време ние сме можеле да видиме каков е партнерот, ако сме гледале како тие се однесуваат со другите. Да, и ако гледаме какво е нејзиното однесување, да речеме еден многу голем ред флег е конзумирање на психотропни супстанции. И доколку не сте веќе во таков партнерски однос, многу треба внимателно да се влезе, затоа што најчесто тоа е нешто со текот на годините што само може да се влошува. И ова е нешто што многу е тешко да се каже, но мислам дека треба да се зборува за тоа, затоа што особено во Македонија многу не е нормализиран конкретно алкохолот. Најголем број на жени ако ги прашаш да им го отвориш срцево каков проблем имаат, најчесто е во прашање во позадина алкохолизам. Мислам, нели може не на почеток е интересно и млади и слично, меѓутоа доколку нема контрола и доколку постои однесување кое што не е окей, значи доколку нема таа умереност, најчесто со текот на годината станува полоша и полоши. Тука има многу, мислам, знаеш како можеби и да не влагаме во тоа некоја тема за друг пат, затоа што стварно многу голема тема, меѓутоа е реална тема и толку многу имаме прифатено ние некои токсични однесувања тука што треба да бидеме внимателни. Мислам дека и затоа и го споделив. Знаеш, оној моментот на ако ти гледаш дека да речеме користи психотропни супстанции, има лошо однесување со другите и не е доследен, што чекаш уште? Што чекаш уште? И тука е оној моментот на окей, дај да видам се во мене да се вратам назад, што овој партнер мене ми носи.
Односно, што е оно што на мене го огледува овој партнер и што е оно што мене ми го кажува оваа врска или овој мој избор. Затоа што не постојат погрешни избори, постојат избори кои што најчесто ќе ни донесат и знаеш како не носат кон одреден раст и развој. Да, некогаш се травматични, некогаш е тешко да се врати до ораба и така натаму, меѓутоа најчесто ни носат многу подлабоко познавање за себе си, кои се моите образци, што е оно што кај мене постои, дали јас имам ниско мислење за себе, ниска самопочит, дали јас се чувствувам дека не сум доволно вредна, да речеме за сакање, дали јас имам можеби превисок стандард, па не дозволувам никој да се приближи и така натаму, нели секој внатрешно носи нешто. Има едно Џеј Шети, јас многу го сакам. Џеј Шети има и одлични книги, мислам и ве стално препорачувам, меѓутоа и кога веќе има за партнерски однос, има многу убави книги од големи професионалци и еве чисто е како една препорака, доколку барате, најчесто барате да се тоа од психотерапевти, значи да се личности кои што се сериозно да кажам влезени во таа тематика, има многу такви. Еве сега конкретно во моментов може нема да ми текнат на многу книги, меѓутоа Перел зборува многу за тие работи, и Брена Браун исто така доста зборува, жени кои што премногу сакаат. Знаеш, сега во моментов можеби не може да ми текнат многу книги, но постојат одлични книги кои што може на партнерите на вистина да им дојдат од помош, да и едниот и другиот заедно. Детето во тебе мора да го најде својот дом. Таа е една книга која што на партнери секогаш ми ја препорачувам за да се видат кои се оние стари шаблони во нив, незадоволени потреби, најчесто од родителите, од старателите кои што биле, па сега ги проектираат и сега се караат за чашата зашто била тука или не била тука, во суштина во позадина има многу работи, така што е една топла препорака. И ми избега мислата. Ми избега мислата. Не знам што зборам, ама нема врска. Не, мислам дека тоа е интересно и да се спомна, бидејќи нели најчесто конфликтот никогаш, не никогаш, ама скоро никогаш не за тоа зашто сме сега во конфликт, секогаш има позадина, секогаш има причина која што не секогаш е таа за која што сега ја и ти се карам. Буквално, кој што каже не е за чашата, туку што претходело на таа... за чувствата во позадина и потребите, некои поголеми потреби. Многу често луѓе, знаеш, мене ми треба мир и мене Ѓорги не ми го дава мирот, меѓутоа ние мирот во нас треба да го најдеме. И ова е многу тешко за партнерите да ја преземат одговорноста на себе, а не секогаш да ја бараат на другиот. Инаку знам што сакав да кажам, тоа е за Џеј Шети за 3 типа некакви на љубов во животот што се појавуваат. Едната ја вика како огномет, знаеш, она експлозивна, многу страсти ме слично, меѓутоа многу брзо се гаси. И најчесто еве и од искуство кога ќе прашаш и од клиенти, од пријателки, од она што го гледаме и најчесто е така врски каде што има премногу експлозивно страст на почеток првите неколку месеци, тоа најчесто навистина брзо гасат тие и многу ретко продолжуваат понатаму. Другата како свеќа, која што гори споро, тивко, стабилно, меѓутоа најчесто и таа гаси затоа што па фали оној дел од нели што го носи огнометот. И третата како огледало, која што е најзрелата и најздравата љубов. Ама тоа што значи? Таа не значи дека ќе ни биде лесно. Таа не значи дека ние нема да имаме кавги, дека нема да имаме проблеми, дека нема да имаме нели предизвици кои што треба да ги надминуваме, туку најчесто другата личност во нас го буди сето она кое што не ни е доработено, кое што сме го имале можеби травматско, старите наши рани од една страна, а од друга страна во нас го буди и растот. Не повикува на раст свесно или несвесно, не повикува на раст каде треба се сменам, каде треба постам подобри граници, каде треба можеби повеќе да се вреднувам или да внимавам, нели сум претерала па да можам да бидам поскромна, тука понизна и така натаму. И најчесто ова се случува во браковите и јас секогаш велам и повеќето стручни лица, освен ако нема насилство, нели не зборувам сега каде што има некоја голема токсичност во односот и така натаму, повеќето партнерски односи навистина може да се спасат ако двете личности или барем една личност за почеток, нели, е подготвена да навистина работи на односот. Да, тоа е многу важно, баш пак ќе се навратам на лето наше, кај што, не знам, направивме доста, не знам колку имаше, преку 100 прашалник и имаше неколку теми врз кои што се базираше прашалникот и ние уствари свативме, окей, јас мојата сопруга не сме толку добри решавање на конфликт, е нешто што треба да работиме, треба да поминуваме повеќе време заедно, кај што и двајцата се чувствуваме, ама има двете работи за кои што бевме многу добри, е тоа дека си веруваме еден на друг и дека сакаме да работиме на себе. И тие се некои моменти кои што мислам дека многу се важни да бидам, барем мене знам дека ми помогна, дека ако сум свесен дека окей, чекај, нешто имаме проблем, не знаеме како да решиме конфликт.
ама јас знам дека другата личност сака да го реши тој конфликт и сака да научи како да го реша и ми верува и двајца we're all in this together. Буквално двајца да сме у ова. Па тоа е Тоа е простор од многу безбедност. и тоа ми беше многу важно да го сватам како дел од тој партнерски однос кај што окей, може би моментално ни е тешко на овие полинија или ова го правиме подобро, ова полошо, ама знаејќи дека таа е подготвена и сака да се реши и сака да биде во овој партнерски однос, ќе биде ми дава некоја надеж и сила да окей, we're gonna figure it out. Као ќе го решиме ова и ќе работиме на ова. Со тоа што Ѓурки тука само сакам да ти донесам еден момент, понекогаш еден од партнерите може да се чувства многу лошо, да има некоја голема криза во животот, да е навистина менталното здравје во моментот му пати. И тука сакам да кажам дека многу често кога сме на другата страна, ќе бараме да не поддржува, но обично кога сме во напосилната страна не го правиме тоа. И затоа е многу важно, ова само сакам да го донесам затоа што реалноста го носи, да и кога другата личност не е подготвена и кога другата личност гледаме дека нема капацитетите, кога другата личност гледаме дека е лошо, да ние питаме поддршка. Секако тоа не да оди во недоглед. Значи јас не зборам тука поддршка 100 години и тоа е да се распаднеш и потполно да не веќе не лечеш на себе, меѓутоа да кога другата личност се соочува со одреден проблем, со одредени загуби, тешки моменти во животот, болести така натаму, да вистински бидеме тука за неа. И затоа мислам дека еве да речеме религијата нашла многу убав начин ова да го донесе. Кога одиме на свадба, нели многу често мислам еве конкретно што е она кое што попот ќе го каже, така? Значи он чита, сега не можам во моментов морам да парафразирам, меѓутоа и моментот е дали ќе бидеш и во здравје или матичарот без разлика, и во здравје и во болест и во добро и во лошо, а од друга страна го носи оној момент што преска го донесе ти. А сега не можам точно ќе парафразирам, ама знаеш оној моментот каде што на гостите прво даjem го доброто вино и од доброто вино најчесто им го даваме доброто вино и ќе се опијанат од доброто вино, па после даjem го лошото. Обратно треба да правиме. Прво да е го лошото вино. И сега не знам ако ја најдеш негде може да ја ставиме, не ми текнува, меѓутоа тоа се кажува во на церемонија на брак. И така е многу да бидеме внимателни на почеток да не го опијаниме само со добрите работи, туку да бидеме свесни дека секој човек има негативни. Значи ние сите сме и добри и лоши. Да. Ние сите имаме многу негативни аспекти во нас и убаво е да другата личност ги види и ги знае тие. А не ние да опијаниме од љубов, нели да све тука нешто направиме најдобро што можеме, да се јави таа идеализација и после кога ќе дојде реалниот живот и кога ќе дојдат односот со животот, кога ќе дојдат проблеми, кога ќе се попушти здравје, кога ќе се случуваат работи, да речеме деца, па болести така натаму, па неспиење и што се не мислам реално во животот многу препреки еден партнерски однос треба да помине. И затоа е многу важно да бидеме свесни да другата страна дека да таа нема да е совршена. Таа ќе има многу мани. Ќе има многу мани кои што дел ќе морам да ги прифатам и да ги пуштам. Дел можеби ќе може да се променат и дел нели ќе ми биде убаво да ги споделам доколку се добри за незиното здравје или неговото нели здравје и така натаму. Само ова многу ми е важно да ти го споделам затоа што некако живееме сега во еден свет каде што гледаме само филтри, гледаме само најубави моменти, гледаме многу етапи од животот. И знаеш, оној момент на жал за младост што се јавува, па чека дали избрав добро и така натаму, каде што забораваме да бидеме присутни во односот и односот да го градиме, бидејќи ние и нова личност да најдеме. 6 месеци ќе не е убаво со новата личност и ќе почнат проблемите. Повторно таа личност ќе ги видиме маните. И тоа што е еден многу клучен аспект во работата на себе, во размислувањето, секоја личност има негативни аспекти. Секоја личност. И кога ние тоа ќе го прифатиме, ќе го сватиме, само може да видиме тука вредностите ќе ги вратиш. Што е она што мене ми е најзначајно и што мене доживотно ќе ме држи до оваа личност? Што е оно што ќе ме држи? Сигурно нема да те држи и може до душа ако ти е убавината голема, меѓутоа, знаеш колку може да трае убавината? Ние старееме и сега што се не правиме, секакви ботокси, филтри, филери и така натаму, страф од старење. Се јавува страф од старење, се јавува страф од еден нов процес, еден нов циклус кој што треба природно да се случи. И затоа мислам дека е важно и да се зборува за овие теми, меѓутоа и партнерите кога влегуваат во брачниот однос, да знаат дека не е сега си живеевме стрекни за секогаш заедно, туку сега јас сум целосна, ти си целосна, нели без разлика, и живееме и бираме заедно да се носиме со сето оно кое што животот ќе ни го донесе. И нели бираме дека во ред, јас те прифаќам, нели ти ме прифаќаш, ќе работиме заедно, ќе се менуваме, многу ќе се смениш. Еве, млади сте, за 10 години вие ќе бидете други личности.
вредноста, сршта, оној момент тоа што ти го кажат, да речеме добрината, емпатијата, семејството како вредност, здравието или слично, тие работи нема да ви се сменат многу. Мислам, ќе се сменат уверувањата, ќе се сменат многу политики во животот, затоа што е природно да се сменат. Приоритети многу ќе ти се сменат. Можеби да речеме ако прво ти било здравието како вредност, па сега не знам премногу си внимаваш што јадеш, како тренираш, одиш на терапија, не знам читаш и така натаму, пример, не знам вакви суплементи такви, можеби понатаму кога ќе дојдат деца нема толку да ти е на прво место, ќе ти е на трето место, ама пак ќе ти е тука некаде, пак ќе ти е нешто што ти е важно, пак ќе ти биде важно и за твоите деца, ќе ти биде важно и за твојата партнерка. Мислам, чисто ти го носам дека вредноста не е уверување само, вредноста е многу подлабока. И тоа е нешто што те држи цел живот. Да, и тоа е интересно бидејќи до сега немаме размислување баш на тој начин и баш ми е мило еве што го спомна така, бидејќи знаеш некојаш може да бидеш убеден дека така се работите и уствари треба да го имаме тоа критичко размислување кај што оке можеби и не е тоа така и може некои работи да се променат. Се сакав една работа што ми е доста интересна, која што ја не сватив дур не ја искусив, е тоа колку само различните контексти во кои сме израснале влијаат врз еден партнерски однос. Може да влијаат многу, ама пак ќе кажам, тоа се оние моменти каде што лесно може, ако вредностите биле слични, не е толку проблем. Ако, значи, контекстот секако ќе биде различен. Може би не премногу, ама ќе биде различно, ама вредностите ако биле различни, тога ќе има многу голем судар. Не е некој голем, знаеш како, Ѓорги, ние некако сите работи ги гледаме како многу голем проблем, па тоа е супер што било различно. Децата ќе видат и една и друга поларност и ќе изгледат во нешто трето и може да се договориме како ќе биде еве нешто кое што често велам и го предлагам на парови кога доаѓаат од една традиција, тоа знае да речеме доволно од источна и западна Македонија, за се не мора да е. Ваму имаш едни адати, ваму имаш други адати, ваму се става париче за Божик, ваму се става за Василица, ваму и за Божик и за Василица, нели? Најчесто ако кога се споиш ќе отидеш во Скопје за Божик и за Василица. Кога влагаш во ново семејство, направете си нови традиции, доколку живеете во нуклеарно семејство, каде што тоа што значи не е проширено, тука не се бабите дедовците, живеете сами. Да. И стварате ново семејство. Значи правете нови традиции, направете нови да речам, нова култура да се изгради и убаво е секое семејство да си размисли која е нашата традиција, што е нешто ние може да го правиме, што е нешто ова семејство ќе го држи, што е нешто е највпечатливо за ова семејство. И затоа ќе кажам, не е проблем, се може да биде проблем ние ако тргнеме да бараме проблем. Меѓутоа е предизвик кој што може да е многу убав. И јас пак ова сакам да ти го донесам. Што повеќе кавги во брак, не зборам кавги со тепање, мислам да неме, знаеш, некој да неме конфликти. Па и некогаш не е здрав, па ќе има и викање, па мислам тоа е нормално и така натаму, мислам ќе има и повишување на тони, мислам тоа е природно. Што повеќе го имаш тоа? Толку по силен може да ти стане односот и мислам дека многу луѓе можат ова да го забележат кога ќе се случи кавгата, кога луѓе ќе си отворат, ја вака се чувствував ти така, па ќе се разреши тој конфликт, после тоа е поубав партнерскиот однос затоа што нешто се сменило. Нешто се сменило, окей, одиме напред, па после ќе дојде нешто ново, па после ќе го смениме, само да не се влезе нели во токсичност, каде што постојано ќе бидеме во тој некој мајгепсан круг, па тоа да биде нешто ептен што оди во поларност и ескалира, па има и насилство и така натаму, тоа не е, значи не зборам тука за тоа. И од друга страна само да бидеме свесни и отворени дека ние цел живот ќе се менуваме. Да, тоа е интересно бидејќи не ако не се зборува за ова или ако го немаш слушното, ако некој ти го нема кажано или го немаш искусено, не изгледа баш така, нели? Кавгите не се толку представени како работи, мислам, моменти кои што стварно може да ти помогнат да озајакнете еден однос. Ја тоа секогаш сакам да си го представам како ако не се караме, ако се ни е супер, иако и едната и другата личност има многу работи кои што ги држиме во себе, во еден момент ќе дојде и ќе експлодираш и после тоа многу е тешко да се залепи голема експлозија отколку мала тоа е трпење, тоа е стискање и затоа велам лутината е многу добра емоција. Се појави лутина, одлично, време да поставам некаква граница, некоја вредност ми е погазена или нели тука не сме со вредностите или нешто што е птен, многу ми било важно на пример да се случи,
партнерот во случајот на пример не го направил. И сега тука емоционалната писменост е многу важна. Не само емоционалната интелигенција, окей, лут сум, туку окей, што значи писменост? Не ја знам само збукава, него знам да пишувам добро, лута сум, да видам како можам да изразам на здрав начин оваа лутина без да ја повредам, удрам, навредам и така натаму другата личност, без да се повредам себе си да притиснам, туку чекај да најдам добро време. Знаеш, ја стално велам и кога ќе се постави таа граница и кога треба да се направи тој разговор, прво се бара време, времето да е погодено, нели, на другата страна да ја одговара. Сега другава страна пример добила дента отказ на работа и тебе ќе ти текна слушај вамо да ти кажам и така натаму. Значи времето да е погодено, да имаме и дозвола од другата страна, да бидеме внимателни, односно прво од еден момент на признаваме кој е проблемот, кажуваме што се случило и како сме се почувствувале кога тоа се случило и многу ми е важно ова да го кажам. Кога поставуваме граници, не ја менуваме другата личност. И ова е тренд. Ја поставив граница, јас кажа вака и толку веќе. Тоа е ултиматум. Тоа не е граница. Граница не е кога кажуваме на другата личност ти веќе не смеш ова и ова да го правиш. Туку доколку продолжиш тоа да го правиш, јас ќе го направам ова. И ова ми е многу важно да го споделам. Многу личности мислат дека да поставиш граница е да ја смениш другата личност. Не. Туку да ја кажеш на другата личност како се чувствуваш на нејзиното однесување, да ја кажеш зошто, нели, тоа ти смета доколку е партнер и убаво е да се објасни, не на секој да му се објаснуваш за се и што, меѓутоа конкретно се зборам за партнерски односи, убаво е да знаеме зошто, нели, нештото се случило, да кажеш како се чувствуваш и да поставиш последица. Значи не викаш ти веќе вака и вака, ти сега чашата тука ќе ја ставиш, а не тука, пошто јас сакам тука. Не, туку обратно, доколку ти продолжиш да ја ставаш тука чашата, јас ќе го направам тоа и тоа. Значи без разлика која ќе биде сега конкретно со чашата, јас ќе ја поместам, може да биде некогаш едноставно прифаќаме. Некои работи не се менуваат и навистина треба да се прифатат некои работи. Ако не, да речеме, ако продолжиш да ме викаш, еве во случајов, доколку ти продолжиш да ме викаш, јас ќе ја напуштам просторијата. Еве може тоа да биде убава граница. Не, престане да ме викаш. Мислам ти може да кажеш еднаш, нели, те молам нема да ме викаш, лошо ми и така натаму, али окей, ако продолжиш да викаш, то нека си вика. Значи, не го менуваш другиот човек. Многу парови овде имаат многу голем проблем, затоа што пробуваат да ја сменат другата личност, а не да постават последица. Најчесто кога поставуваме последица, другата личност се менува затоа што не сака. Односно престанува. Океј, чекај сега. На Ѓурги му смета кога урлам и кога викам, јас веќе нема да викам. Нели, ајде да видам што можам да направам. Има друг момент, ако не може да престане некој да вика кога е лут и нервозен, добро, јас сега викам, те молам немој ова да го доживуваш. Непријатно, слободно излези и напушти собата, така како нема лутење. Тоа е нешто кое што со текот на времето се создава меѓу партнерите. Да, и мислам дека е многу важен начинот како тоа се искажува. Знаеш, нели постои некојаш не користи ти, туку зборува за самиот себе, користи јас. Многу е поефективно ако јас кажам вака и вака, кога ова го правиш, јас вака се чувствувам. Да, се баш сега ти го донесов моментот. Тие се некои моменти каде што стварно треба работење. И тоа што сум сватил е дека ние не се раѓаме добри за вакви работи, за ваква комуникација и е многу тешко кога немаме тренинг на некој начин за тоа. Не треба да ги истренираме тие моменти, како го кажуваме тоа, бидејќи нели не најчесто не е тоа што кажуваш, туку како го кажуваш и како таа личност те слуша и дали едно нешто, тоа баш ми е мило што кажеш за тајмингот, е многу важно, бидејќи ако другата личност не е во состојба да те слуша, ти џабе што кажуваш. И не секогаш не е тоа дека не сака да те слуша, дека едноставно не може да те слуша. Ти можеби си кажуваш и тоа е си стои тука, ама другата личност не може тоа да прими во моментот. Како дете што има тантрум, се тоа вришти, урла се дрецка и ти во тој момент, мама да ти кажам. Значи сега тоа не те слуша, прво ќе се смири, па после тоа се разговара. Мислам, да, фала ти што го донесе ова, дефинитивно е многу важно и многу е убаво кога некој од искуство ќе го донесе и ќе го каже. Да. И знаеш како се надевам дека сте повеќе ќе има во академското образование, во училиштата, значи конкретно ева во основно во средно училиште, таму е многу важно дека сте повеќе ќе се става акцент на некоја вакво образование. Сигурно ќе дојде такво време, гледам веќе во странство се повеќе и повеќе има асертивна комуникација, значи разговор, разрешување на конфликти и така натаму, и веројатно доаѓа и тука. Само тука и да го има, ова сакам да го нагласам, тука системски и да го има,
многу често некако се зафрла, знаеш, се носи на страна. Ке го има во книгата, меѓутоа се гледа како неважно и ќе одиме на математика на македонски. И јас стално знам да кажам на шала на смеа што се случи во короната, сите удривме на ментално и на физичко здравје, никој не отиде математика, дали знаеме или не знаеме. Мислам, реалноста е дека овие работи се многу важни. И многу колку пати на физичко си вежбал математика, што сам јас многу пати, затоа што окей, имаме математика 3 час, 4 час физичко, сега ние ќе си, не знам, решаваме на физичко, нема да го користиме. Тука се тие вредности кои што можеби е важно некако повеќе да се промовираат, повеќе да се донесат, повеќе да се истакнат како важни. И ова е клучно. Значи меѓучовечките односи, односот со другите, односот со себе и односот со животот општо се 3 теми на менталното здравје кои што е многу значено да ги имаме. Ако ги работиме, ќе можеме многу лесно да работиме на партнерскиот однос, пак ќе кажам, цел живот. Затоа што постојано се менуваме, постојано ќе има различни предизвици, браковите најчесто имаат различни етапи, се тука има милиарди истражувања. Мислам чисто еве ќе ти донесам обично на 7 години некаде расте, па после тоа опаѓа задоволството и така натаму. Мислам има некои клучни фази во секој партнерски однос, меѓутоа не може никогаш да се да генерализираме секоја поединка различно, зависи што и се случува и така натаму, но тоа е можеби клучно, свесноста за себе и свесноста за другиот и оној момент на разрешувањето конфликти, што е важно, да немаме јас сум подобра, јас сум добра, ти не си добар, да нема момент ти си добар, јас не сум добра, затоа што тука има игра на моќ, да нема двајцата не сме добри, катастрофа сме, знаеш, тоа се вика јас сум окей, ти не си окей, ти си окей, јас не сум окей, туку да бидеме јас сум окей, ти си окей и ова ја што го мисламе окей, и оно што ти го донесов моментот, ова е окей што го мислам, јас сум окей со сето ова што го правам, добра сум, нели? Ти си окей со тоа што го мислиш и тоа е добро и здраво, меѓутоа дај да видиме како можеме заедно, нели, да го победиме овој конфликт без никој да изгуби. Да, и тоа е многу тешко, бидејќи пак ќе кажам, растени сме во средина кај што не знаеме како тие моменти и тие разговори да ги имаме. И како да влеземе во еден однос таков. И тука е, јас сам пак зборам од своје лично искуство, кај што тие ми се некои најтешки работи, кај што многу е тешко, без разлика дали ти сега ќе ги прочитам, ќе имаме разговор, ама бидејќи ги немаме моделирано, ги немаме видено како функционираат кај другите, немаш пример модел. Многу е тешко, бидејќи еве сега, окей, влегуваме во партнерски однос, брак, што и да е. И знаеме дека вака сакаме да се однесуваме, ама кога ќе стане кавга, кога ќе дојдат првите работи, многу е тешко да се воспостават тие работи уште на почеток и затоа убаво е и баш ми мило што денеска зборуваме за тоа, бидејќи една од работите кои што мислам дека не се зборува толку многу е токму ова, кај што ние нема да бидеме совршени и успешни, иако сме свесни за тоа дека треба така да биде. Ама не треба да е така. Ни треба време, така? Не треба да е така. Тоа е најбезболниот начин, нема треба. Не треба да е така. Тоа е најбезболниот начин да се помине. Меѓутоа не сите конфликти ќе ги поминуваме на таков начин. Многу конфликти нема да ги поминеме на таков начин и тоа е во ред. Само што еве можеби клучниот момент е кога ќе се појави голем конфликт, не одиме веднаш кон другиот да нападнеме, туку прво да имаме на интроспекција што е она огледало кое што нели во мене се разбуди, дали е ова реално ми смета ради тоа или јас имам нешто од минатото, некој мој образец и така натаму, и да видам, окей, може стварно ми смета, знаеш, нема врска со некој образец, ние не можеме се да влеземе. Пошто знаеш како сега и тоа е еден тренд. Све нешто е од натрешното дете, све нешто доаѓа од раните од родителите. И ние како деца стануваме родители. Јас стално се шегувам, значи од сега касата е спремна за децата за психотерапија, ќе направам 1000 грешки. Ако сум стручно лице и јас сум дома мајка, дома сум сопруга и како стручно лице грешам, а не па како ние сме грешни. И мислам дека тоа е многу важно некада да го прифатиме, дека ние сме грешни и ќе грешиме. Сега само важно е да се извинуваме и да прифаќаме, нели да не влеземе во тоа е веќе нарцизам кој што и не е здрав, кај што ќе бидеме само ние во право, само нашето е добро, каде што не сме отворени да слушнеме, каде што предолго време стоиме во тоа, затоа што има и здрава доза на нарцизам што ни треба тука. Чекај малку, дај да видам, ме понижува партнерот, што се случи, кој дел во мене му дал дозвола на партнерот да ме понижува.
И ја ова стално викам, ако ако имаш репетитивност на нарцистички односи, може ти фали себе љубов. Може ти треба да земеш да си го смениш стандардот, да погледаш малку во себе, да видиш дали имаш граници ти. Значи не си магнет за такви тука. Чекај малку, да видам што е кај мене овој спасител што трга нели сите тука да ги спасува и така натаму, по реално и не привлекувам, туку примам и прифаќам такви личности во мојот живот. И затоа тој момент на огледало пак ќе го ставам, Ѓорги, на крај некако можеби суштината е во тоа. Што партнерот пробуди во мене, да видам дали е нешто што е мое и можам да го разрешам, или навистина се случува во моментов и нели заедно ќе го решиме и пак ќе кажам да нема треба во партнерски односи. Значи се сакаме во ред, љубовта не значи дека ќе имаме пеперутки во стомак, тоа не е љубов, љубовта значи сигурност, мир, спокој. Оние луѓе што ги сакаш немаш пеперутки во стомак. Тие пеперутките се огнова љубовта или тие се таа, знаеш, може да е знак за ред флек, може да се пеперутки во стомакот. Не секогаш, на почеток можеби е природно, нормално, прв пат кога ќе се видиш и така натаму, ама најчесто доколку ги чувствуваш се црвено, да речам, знаме, затоа што не е здраво. Зошто да се плаши телото твојот партнер? Твојот партнер треба да ти е безбедност. Да. Гледам на сад, стигаме повеќе од сад време, мислам дека фативме доста работи, има многу работи што може и подетално и повеќе и работи што може не ги спомнавме. За крај само би те прашал дали имаш или кој е твоето прашање за оние што не слуша тебе во однос на ова денеска што зборував? Прашање? Да. Немам прашање, можеби само би споделила дека партнерскиот однос е толку длабок и дека сум свесна дека не стигнавме се и нема да стигнеме се и дека има многу перспективи и иако можеби јас неколку пати кажав треба, нема нешто што треба, него нели што сакаш и што во моментот ти е тука можно, само можеби би рекла да некако на љубовта да размислат што е љубов за нив и да можеби некаде ги насочам кон тоа дека да не гледаат на љубовта како концепт, но на ljubовта како дејствување. И многу често знаат да дојдат еве и клиенти или да нешто каде што мислат дека не се сакаат, ама во суштина не е дека не се сакаат, туку само сите тие дејствувања или действија и постапки кои што ги прави партнерот се подразбираат. Ги земаат, стварно ги земаат здраво за готово и ќе влезат само во негативните работи и тука многу се става фокусот, а во суштина се заборава се што е позитивно. И затоа јас стално викам напред си еден список што се ти правиш, што се ти правиш. Не за да се докажеш зошто правиш, туку за некогаш да видиш и знаеш понекогаш кога ќе го видиш списоков на што се правил партнерот, ќе застанеш и кажеш чека малку, јас овие работи стварно не, толку многу ми ги тргнало од глава или тргнала нели од глава што стварно не сум не забележала. И пак ја кажам, знаеш, љубовта е дејство.